Јас сум Деспина Бобовска Стојанов, магистар по агроекономија, по-конкретно по аграрен и рурален развој на Универзитетот во Белград и Земјоделскиот и факултет, но работам моментално во Земјоделскиот институт при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, како асистент истражувач во одделението за агробизнес, економија и рурален развој. Накратко за институцијата од која доаѓам. Таа е една од најстарите научно-истражувачки институции, датира од 1944 година и од 2009 година е полноправна членка на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и во главно има три главни дејности каде што работи, тоа се образовната, апликативната и научно-истражувачката дејност. Генерално, руралните жени, како и севкупното население кое живее во руралните средини, го носи товарот на сиромаштијата во глобала. Тоа е во најголем дел поради недостатокот на вештини кои што го имаат руралните жени и недостатокот на тој предприемачки дух. Најпрво поради недостатокот на технолошки вештини, потоа и поради недостатокот на економски и менеджмент вештини. Исто така тука е и недостатокот на самодоверба, тешкотијата за преземање на ризик, а сега го мора да се споменат и оние социокултуролошки препреки кои кај нас за жал се доста изразени. Како и да е, во последно време почнува да се работи повеќе на темата, односно во Националната стратегија за земјоделство и рурален развој веќе се предвидуваат мерки кои поддржуваат жени кои се носители на земјоделски стопанства, тоа е мерката 115, но за жал таа се уште не е максимално искористено. Започнато е во 2019 со 100 жени, што секако е многу мала и незначителна бројка. Таа подоцна расте на 250 следната година, но сепак сметаме дека има простор уште за унапредување на користењето на таа мерка. Се разбира, постојат и други мерки кои не директно, но сепак може да ги поддржат жените во руралните средини. Тука се разбира и Националната стратегија за женско предприемништво, која може да биде од исклучителна важност за руралните жени. И во последно време сите проекти, како национални, така и интернационални, форсираат на некој начин и поддржуваат учество на млади, на жени, како предприемачи, како координатори, како учесници во проектните активности. Еве конкретно ние работиме на неколку проекти со ФАО, односно Организацијата за храна и за земјоделство, и тие инсистираат да на обуките кои ги организираме околу 30% мора да бидат жени учесници кои работат во земјоделскиот сектор. Потоа глобалниот еколошки фонд, програмата за мали грантови, исто така поддржува жени кои би биле координатори на проекти, кои би земале поголемо учество во проектите, така што се разбира од последните години има напредок во овој сектор кон креирање на политики. Има повеќе полиња каде што може да се работи. Најпрво треба да се креира и да се промовира една поволна бизнес клима и бизнес заедница каде што жени предприемачи од руралните средини би можеле да започнат со предприемачки бизнес и вештини добивање. Исто така треба да се работи на унапредување и наградење најпрво на некакви институционални и човечки капацитети кои би ги поддржале ваквите предприемачки иницијативи на руралните жени. Сега конкретно има еден модел кој ние го користиме доста често, се вика Training of Trainers. И тука можеби Националната платформа за женско предприемништво може да одигра клучна улога, бидејќи тоа значи дека одреден дел од експерти кои веќе во платформава се на едно место од областите на право, економија, земјоделие и така натаму, би се дообучиле на некој начин за потребите на конкретно во овој случај руралните жени, и потоа тие своето знаење од тие области каде што имаат експертиза би го пренеле на руралните жени и би им помогнале да добијат некаков предприемачки дух и да започнат со бизнес во земјоделскиот сектор. Потоа нормално тие жени би се обучиле и понатаму можеби би можеле тие да ги пренесуваат своите искуства и на тој начин би се создал еден круг на трансфер на знаења и понатаму се разбира тие
активности кои би биле позитивни би можеле да се мултиплицираат и во други места и во други региони. Ние како научна институција сметаме дека би можеле да помогнеме најмногу во воспоставување на некаква соработка, слично како и националната платформа, односно собирање на сите чинители кои би им биле потребни на некој начин на руралните жени, како од научната фела, од приватниот сектор, од невладиниот сектор и од останатите чинители како министерствата релевантни за тој сектор, агенциите за поддршка на земјоделството и руралниот развој, Фондот за иновација и технолошки развој и така натаму. Исто така би можеле да во програмите би можеле да се уклучиме повеќе и да лобираме повеќе за поголемо вклучување за поддршка на руралните жени. Би можеле да помогнеме во делот на подготвувањето на апликации за мерките кои предвидуваат поддршка за руралните жени. Би можеле да изработиме некои бизнис планови, стратегии, маркетинг за пазари домашни и интернационални, што би им помогнало доколку некои жени се одлучат да отворат стартап бизнис во земјоделството. Би помогнале во организација на овој тип на обуки кој го споменав претходно и би поскочиле понатаму за било каков вид на тамошна советодавна поддршка.